Манифестацијата се одржува по пети пат и еве веќе втора година е во соработка со Винскиот музеј. Значи како почна да функционира Винскиот музеј и ова манифестација е на ова место, на овој простор. Мислиме дека е баш право место. Тука имаме сега винари од целиот Тиквешки регион, па дури малку и пошироко, и од Велес имаме, да. Покрај тоа што имаме винари, ова година по прв пат малку сакаме работиме на тоа да го направиме спојката меѓу виното и храната, па се присутни и производители на млечни производи кои се неизоставни во конзумирањето со виното, значи сирења, кашкавали и суомеснати производи, исто така и пекарски производи, значи од нашиот регион. Така малку заокруживме сета таа работа да љубителите на виното можат да уживаат во една комплетна конзумација вино заедно со храна. Покрај тоа, значи, пропратен дел и музички хепенинг, и не само да се представат винариите и да се дегустираат вината и храната кои се тука, важно е и да се дружиме. Во ова ситуација, кога сме сите загрижени за ова ковид ситуација, проблеми со ковидот, овакви дружбени се неопходни, меѓутоа ние тука се испочитувани сите протоколи, значи има доволно простор, затоа и на отворен простор, и сакам да кажам дека и Господ и небото ни се насмевна, еве, прекрасен ден, овој празничен ден, Свети Климент, 8 декември, ни овозможи една убава дружба со вино, храна и со добри намери. Винотек станува значаен чинител во винскиот бизнис и воопшто во винската култура. Ние сакаме, ние промовираме, значи промовираме винската култура и еве на среќа видите колку покрај сите тие какви се потешкоти, колку луѓе дојдо кои сакат, кои уживаат во сето тоа, и ете на среќа виното е се повеќе застапено кај нас, луѓето повеќе уживаат и сакат да ги дочарат неговите тие квалитети, и тоа е една наша среќа. Порано тоа го немавме, видите, сега сме во ситуација да пиеме многу, секоја година поквалитетни вина. Луѓето се надпреваруваат да направат подобри вина. Тоа е наша среќа. И тоа се повеќе имаме индивидуални производители, семени винари, а и овие поголемите винари, и тоа прави едно задоволство, и мислам дека тоа е една добра промоција и на нашето тиквешко вино, а и на македонското вино воопшто, и дека очекувам, со сето тоа очекувам дека од година на година успехот и винскиот туризам ќе биде се позастапен баш во овие сегменти, дека ќе имаме и сега ние имаме гости од страна, имаме тука, јас барем што знам, доста гости и од Скопје имаме, и од Битола, имаме од Велес доста луѓе, меѓу другите имаме една винарија како гостинете, значи покрај нашите тиквешки имаме винарија од Велес, која е млада винарија, на која има некоја традиција, и тоа се така убави моменти. Затоа сакам да кажам дека треба вакви настани да одржуваме почесто. Ние дури и планираме да правиме еден базар, вински базар. Значи виното се повеќе да биде застапено во нашиот секојдневен живот, да се растеретиме, а виното и растеретува. Затоа не е ни случајно што многу и филозофи, и политичари, уметници во своите мисли виното му е ставено на прво место, и виното ги инспирирало да кажат нешто што е значено, што оставило печат во историјата. И тоа се тие добри, мислам дека и оваков настан, и сите овие настани како овој ќе дават придонес кон тоа. Бензинска пумпа ДМД Оил. Уживајте со најелитното фудбалско доживување. Лига на шампиони на Арена Спорт
и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел.